Договорот од Преспа нема голема поддршка во Грција и на тој фактор треба многу да се внимава, порачуваат грчките аналитичари кои во изминатите денови во Македонија дебатираа за тоа како да се зголеми довербата меѓу двете соседни земји, токму во клучниот период на финализирање на процесот зимето во собранието. Аргументите што ги користат представниците на Елиамеп, највлијателната грчка think tank организација, е дека не сите сегменти на грчкото општество се запознаени со клучните делови од договорот зимето, што резултира и со притисок врз владата на Алексис Ципрас, која ќе треба да обезбеди мнозинство за договорот зимето, но и пристапниот протокол за НАТО да биде ратификуван во грчкиот парламент. Honestly, I think the public opinion is overwhelmingly against the agreement. Искрено мислам дека поголемиот дел од грчката јавност е против преспанскиот договор и не очекувам тоа да се смени во наредните месеци. 2/3 од грчкото општество или околу 65% е против договорот и тоа не може брзо да се промени. Не мислам дека во грчкиот парламент има големо мнозинство за договорот зимето. Ако договорот биде ратификуван во Грција, тој ќе биде ратификуван со тесно мнозинство и тоа е предизвикот за што потоа. We are entering an electoral period, as you know. Суштината е дека влегуваме во предизборен период во Грција. Во мај ќе се одржат европските избори и засега климата е поларизирана. Прогнозите се позитивни дека договорот од Преспа ќе помине во грчкиот парламент, но има многу променливи елементи и засега треба да се биде внимателен. Проценките на експертската јавност и во Грција и во Македонија се дека двете општества мора интензивно да работат на градење доверби, меѓусебно разбирање за подобро запознавање и решавање на отворените прашања, меѓу кои клучно е она зимето. Најавите се дека македонскиот парламент до средината на јануари ќе го заврши процесот на уставните измени, пошто ќе следи потпишување на протоколот за пристапување во НАТО. Потоа, на потек е Грција која во парламентот ќе треба да го ратификува и пристапниот протокол и договорот од Преспа. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.